со оглед на преговорите што сега ги водат и со оглед на сето ова преиспитување, да не речеме третирање што албанските партии, начело со ДУИ, го прави несоодветно на односот на пратениците што ги имаат двете најголеми партии, ВМРО, ДПМН и СДСМ. Јас не сум голем оптимист дека било што ќе се испорача. Било на едната, било на другата страна, тоа ми е веќе сосема сеедно, дека ќе може да се реализира и дека воопшто ќе има една ефективна влада од аспект на нејзината функционалност. И затоа мислам дека предлогот да се оди на нови избори можеби ќе биде реалниот избор, а до тогаш ќе треба собрањето временаш да се соберат, што ништо да го не и да ги разрешат овие проблеми, мислам да ги разрешат овие тековни прашања со завршувањето на таа одложена, мислам продолжена седница што ќе биде само за распуштање на парламентот. Но јас сакам да ви кажам за една практика која што навистина мене доведува во една незгодна ситуација. Јас не можам да разберам тројца пратеници на една страна и тројца пратеници на друга страна, наместо да се соберат во онаја прекрасна зграда за собранието и да ја најдат ако треба и свечената сала таму да се состануваат, се состануваат по некои хотели, по некои си таму партиски седишта, изиграваат, да речеме, што знам, големи преговарачи, во оние расправи нивни се внесуваат, како да, јас не знам што се преговори, како да не сум учествувал во тоа и како да не го знам, сиот циркус се прави со ова пред граѓаните. Од лично искуство ви го говорам. И сосема слободно пренесено дека тоа е едно обично замајување, дека не се работи за било какви одговорни елити и така натаму, тука е проблемот за средување на собствените редови, кај албанските партии, а кај овие македонските партии, малку да седнат барем тие да поразговараат. Не знам зошто толку се лути една на друга. Верувате дека новите избори ќе ги решат проблемите? Јас се надевам и верувам дека новите избори ќе направат сосема подруга конфигурација на политичкиот естаблишмент во Република Македонија и дека после сето ова граѓаните многу поодговорно ќе излезат на избиралишта и ќе гласат. Најрационално би било кога тие би излегле само еднаш, а тоа значи и за локалните и за парламентаризам.